Над 100 надгробни плочи само за неколку денови се откриени во еден дел од еврејските гробишта, каде неодамна започна реализацијата на проектот за конзервација на еврејските гробишта и нивно претворање во меморијален парк на евреите од Монастир Битола. Јас сум потомак на последниот рабин од Битола, Аврам Романо. Како што знаете, историјата на евреите е полна со погроми, со прогонства, со Холокаустот, црни страници на историјата. Оние што отидоа во Треблинка, вашите сограѓани евреи, не се вратија никогаш. Останаа живи само оние што отидоа по затворите, оние што се вклучија во Народно-слободителната војна. А со ова се што правиме да направиме цврсто парче леп. Она што со години, со генерации, со векови наназад го правеле македонскиот еврејскиот народ. Парче леп што ќе се дели меѓу нас. Ова е таа карика што ја правиме денес. Овие се тие наши гробишта што фалат. Оние од Треблинка немаат гробишта, ги оставија кандилата овде, а своите гробови се во Скопје. Планот на самата активност која ја спроведуваат археолози, конзерватори, волонтерски работници, хортикултурни работници од Израел и Битола е поделен на две фази. Методологијата на работа се подели работата на два дела. Едниот дел е во предниот покрај зидот, влезниот дел на гробиштата секција, каде што во квадрати од 100 метра квадратни се истражува дел по дел што се наоѓа под тенкиот слој на земја. Другото истражување се движи по десниот, односно јужниот зид на гробиштата и целта е да се утврди колку тука имаме простор за создавање на паркот кој што, ако го сподаде на 16 декември, ќе имаме официјално започнување на садење. Се насолзиле очите на израелските археолози при откривањето на првата надгробна плоча овде на еврејските гробишта, кои до само пред неколку дена изгледаа како простор на кој нема ништо. And in a minute we start to clean the grass. Со самиот почеток, од самиот почеток на копањето, ние почнеме да откриваме гроб по гроб и станавме многу возбудени, затоа што ја гледаме историјата на нашиот народ, ги читаме надписите кои што се на еврејски и ни носат солзи во нашите очи со самото тоа, и до овој момент ние веќе имаме откриено преку 100 гробови и продолжуваме да копаме и понатаму. Според историјатот за овој споменик во Битола се смета дека се изградени во 1929 година. Целта на проектот е да се зачува еврејската историја на Битола.